Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто, бидејќи во наредните околу 2 часа и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Пред да ви го најавам гостинот на вечерта, стиснете лайк, стиснете subscribe на YouTube каналот Васко Ефтов, за да можете на време да ги добиете сите информации, да може да расте каналот, да можеме да бидеме многу подостапни до вас. Ако сакате да гледате модерни политички анализи, станете members на емисијата во Центар и секој вторник 20 часот и 30 минути ќе можете да ги добивате први сите информации што се случува во и околу Република Македонија. Вечерва гостин Антонио Станковски, поранешен заменик командант на волците во армијата на Република Македонија, командант на војната полиција во Република Македонија, командант на единицата за брзи интервенции и во врвот на својата кариера голем шеф или шеф на сите специјални единици во Министерството за внатрешни работи. Првиот дел на емисијата завршува тамо некаде до Рачиново, ексклузивни информации. Останете со нас, нема да се жалите. Добро вечер, Антонио Станковски. Добро вечер. Како сте? Добро. Председател на сила. Па така нешто. Како Владимир Путин, безбедњак, значи личите, гледате така малце и дискретно и таинствено и имате некои амбиции политички, никакви, бидејќи тоа е денес нели актуелно, еве од безбедносни структури во Руската Федерација стана прв човек 20 и нешто години. Дали Македонија може да го следи тоа? Па не, јас лично и овие луѓе што земаме обврска да формираме нешто пак во интерес на државата, мислам дека не е таа конотација. Пред 2 години имаше една идеја да луѓето кои се запоставени од системот, а сме запоставени во кои јас спаѓам, на некој начин преко граѓански облик да успееме ако некој сака, а ние ќе се бориме максимално, да сепак допринесеме нешто и за народот, и за државата, и за системот. Ви сте запоставени како порано дел на безбедносните структури, а сега запоставени од системот, така да ве разбрам, нели? Бидејќи вие сте биле дел на системот, не може да бидете запоставени. Вие сте биле прва борбена линија на системот. Баш така, еве, скоро 2,5-3 години сум во пензија. Со сето тоа некој искуство што го имам, до сега никој не побарал некој мислење, бар во онаа бранша каде што знаат сега све, значи што ќе барат мислење, они све. Па веројатно. Они научени доаѓаат на функции, така да нема потреба да барат. Сака да кажете дека голем број на луѓе кои биле дел на безбедносните структури, кои се со бенефициран стаж, нели, млади пензионирани. Одиме порано, одите порано во пензија, млади пензионери така натаму. Сега со стајни никој ништо да не ги праша, никој ништо не ги ангажира и те остануваат сами да се борат и сами располагате со многу информации. Информации, стручни работи во текот на кариерата што сме ги преку обуки добиле кај се. Сте доаѓале до безбедносни сертификати, сте доаѓале до тајни, до топ секрет, така натаму и така. Строго дофили или командните функции кои што сме ги обавувале били државна тајна. Зошто ја прашувам? Гледате, има една анализа која вели што им се случуваат на Советскиот сојуз во период од 90 до 2001 година кога Путин ја зима власта, дека доаѓа до еден процес на расформирање на КГБ и голем дел од офицерите или службите на КГБ, кои се 50-40 години, 30 години, значи во полна животна зрелост, остануваат на улица и никој не ги користи. Тогаш почнуваат сами да се организират. Дел од тоа станува тајкуни, дел од нив станува руска мафија, дел од нив станува и тоа почна да станува посилно од руската држава се до моментот дека Путин не доаѓа на чело на руска држава и тогаш успеа да воспостави некоја рамнотежа, да ги стави под контрола сите тие процеси. Значи прашањето им беше дали во Хрватска сме имале такви искуства, пензионирани генерали му се спротивставија на Месич и така натаму во односно одредени стратешки прашања. Дали во Република Македонија ако доаѓаме во некаква безбедносна безидејност, неконзистентност, некомпактност, може и нас да ни се јави таква една ситуација. Без обзира луѓето како го гледат, ние веќе 2 години фигурираме, нели негде во јавноста си имаме свој Ве нарекува Сдружение на Сашо Мјалков. Така пежоративно ве нарекува. Сила Сдружение на Сашо Мјалков. Лично јас со Мјалков во 2016 апсолутно немам никаков контакт, ни па он стои позади ова.
Позади ова стоат луѓе кои се слична биографија како и Антонио, кои биле на некои функции под мене и Сашо може млад пензиониран. Па да, Па било безбедносни структури. Добро е што го поставите прашањето, бидејќи да ја разбиеме таа тема, дали ние сме политика, не сме, дека вие сте продолжена рака на Сашо Мелков, ако има, не знам, мери од Конгрес во политички дел, ако има, не знам, во некои други краци, во некои други сегменти, вие сте значи сите тие што биле на некои функции во време на ВМРО во Министерство за внатрешни одбрана и така натаму, сега да бидат организирани во ова здружение. Не. Овдека има и 12-13% се луѓе кои цивили. Има луѓе и од армија, има и луѓе од полиција, има кои отишол од армија, па завршил во МВР, па завршил во некој цивилен сектор, значи не се само такви структури и не се тоа ни врв, од разни нивоа има луѓе. Што ни е нас главната поента, значи ние си имаме статутот е на нашата веб страница, може да се прочита кои си нашите активности. Еве 2 години фигурираме, апсолутно никаква ни милиметар нема од тоа да ние нешто имаме политичко поврзување во тој дел. Нов Стојанче Ангелов да би? Не, со Стојанче не би сакал да се не знам, тој нели има здружение, па тоа прерасна. Тој прерасна во политичка партија, па влезе во политичката. Не, тоа е добро, негова. Може и он не мислел со здружението да така завршимо, така веќе фигурира. СДСМ, па коалиционен партнер на ВМРО ДПМН, па кршеше керамиди, па му доделува награда. Па добро, тоа му беше дел од работа. Тоа му беше дел на кој зашто учел? Значи кој зашто учел? Значи вие не сакате да бидете нов Сашо Мелков, нов Путин, ама ни Стојанче Ангелов. Не, апсолутно не. Мислим, ние со луѓето кога сме седнале да нешто направиме, пак ќе кажам дека е во интерес на држава. Еве овие 2 години ние апсолутно не може да даде и замерка дека ние одиме во таа линија. Еве пред 2-3 дена никој на телевизија не објави дека дечко од Велес потекло чашка, има споменик направено дека бил бранител 2001 и погинал на телевизија, тоа го немаше никаде. Ние, бидејќи имаме луѓе од Велес, се појавија, дадовме почит на тој ден, значи 24 март. 26 март исто така во Хиподром исто има дечко Николовски Игор кој е почина 2001 бранител, никој не отиде да му даде некоја почит, зборам некој како сега да каже дека се запоставени. Па зошто тоа на телевизија никој не го објавува? Дека сте заборавени? Па на некој начин да. Американците имат направено едно 100 филма за Виетнам. Дури некои од најдобрите филми на американската продукција или Холивуд се направени на тема Виетнам. Значи, ја третира таа тема како кршење на американското општество, процеси, хипи и така натаму. Дроги и сето тоа што. Зошто кај нас? Еве, да кажем, и вчера беше многу малку у медиумите, беше денот на погиблието на командантот Мирчевски на војна полиција. Тој бил командант, тој погинал во Танушевци. Тоа ми беше прашањето. А ние како здружение 25 години од војната 2001 година. Како да не се случила? Не она се случила, ама не се дава доволен сегмент. Како да не е во Република Македонија? Сите политички општествени процеси кои ни се случуваат во Македонија во овој момент влечат корени од 2 мега процеси. Едниот процес е приватизација на во Република Македонија и создавање на една социјална структура, деца на луѓе кои се останати без работа, технолошки вишок. И втората генерација која се формира е децата на војната 2001 година. Фрустрации кон албанци, кон ова, кон све. Васко, еве, баш кога бевме завчера на поминот во војна полиција, беа двајца генерали, да ги поздравам. Али тоа не во медиумот, пазите, командант починал 2001. Имав разговор со сопругата, многу добро се знам. Еве медиумите вајде ќе се искористи ова емисија во тој поглед. Нејзините деца кои се полнолетни, па никој не ги згрижи, не се запослени. Зошто? Се срамиме од војната 2001 година. Имате ли, еве, например, како вие ја доживувате? Капитулација или победа? Бидејќи ако е победа, секој сака нели да штрбне дел од колачот на победата, на славата. Ова како да сакаме да го заборавиме. И Али Ахмети тамо кога е на 13 или кој август кој се слави нели во наводници потпишување на рапорт, па тој ќе организира нешто, па ќе направи нешто и така. Веројатно за 25 години ќе има фешти, славења и така. И веројатно и владата ќе си го плати тоа. Добро, ние не може да го спречиме некој нешто да слави, така како вие нешто да славите, не може да го спречиме. Ама зошто ние не славиме? Ами еме ли ние причина да славиме или причина да се срамиме? Значи бар жртвите и ова Македонија сепак обстанала така. Името се смени покасно.
И тога сме биле Република Македонија и остана Република Македонија. Сега требало, можеби политичарите да не направат некој микс према процентите во државата, што да се прави за да не дојде до нешто. Вие сте колега со Тала Џафери? Па не го знам од армија, не го знам. Добро, не мора да го знаете. Дали Па не, дека сме биле во армија. Дали вие Тала Џафери го сметате за ваш колега? Па сега не. Зошто? Ако да сум бил во армија, он во армија сепак колега. Вие сте биле во JNA или сте требале да бидете, сте стигнале до 3-та година на војна академија. Тала Џафери бил офицер во Пирот. Мислам дека во Сараево има завршено, вела дека бил добар снайперист, па дезертира од Југословенска народна армија, се приклучува кон Арама. Вие сте исто дел на Арама, значи имате веќе две спојки со Тала Џафери, и не го сметате за колега. Па по таа линија кога гледаш, нели, бил во армија, ја во армија, нели, генерално како назив, колеги, нели, ако може да кажеме, али никогаш не сме биле колеги, сме биле на спротивни страни, али сепак ја не сум се бавил со политика, па да кажеме кај ќе заврши. Добре, не ве прашав дали кај ќе заврши Џафери, а кај ќе завршам ја или некој друг. Ја не ве прашав дали со политичарот Џафери сте колеги, ве прашав дали со офицерот Тала Џафери сте колеги во Арама или во Југословенската народна армија. Па ако гледаш по таа линија сме работеле во институции, на некој начин сме и биле колеги, нели? Само што он отишол на другата страна. Неговото име секогаш лепдеше прашалникот. Дали е тој што јави за одреден масакар и така натаму, нели? Има два масакри во текот на 2000. Да, Вејце и Карпалак, нели? Генерално него колку се ќе биде на 28 април, ако не се лажам, 25 години. И секогаш нели се поставува прашањето дали Тала Џафери јавил, дали ја дал информацијата, дали дел од нашите офицери има дадено таа информација да се случи еден таков грозен. Ја мислам дека он веќе не беше во армијата кога тоа се случи. Он беше на пат на дезертирање. И он беше дел на таа легендарна 113-та бригада, која во ниедна војна не учествувала, колку што јас имам информација, веќе таа била таму доле Гостивар, во делот на Гостивар, а таму немаше борбени дејства. Тоа исто како да биле во Дебарца или не знам таму доле во Дебар, 117-та бригада, таму нема војна. Јорган Планина, што би се рекло. Јас за Вејце веќе имам зборено, значи тоа е наша кривица, по мене, бидејќи адекватно употреба на такви единици во таква супозиција беше некомпетентна. Супозиција, што мислите на супозиција? Па имате непријател, пријател, терен. Значи конфигурација. Конфигурација. Тоа до падот на Калето и освојувањето на Калето беше целиот тој шарпланински дел приведен од запоседната територија. Ние со паѓање на Калето, за земање на Калето се стационира, нели, армиски единици и сили, али позади Калето во тој целиот реон се дава одредени патроли. Тие патроли на таква територија, што претходно била неконтролирана, во моментот била некојаш приведена за последната, пошто ние ја вратиме, ние немаме над Калето некои позиции да ние го контролираме тој регион. И таму си имаше 4 правци кои што си идеа. Чај да кажете дека таму сте немале контрола? Па на Калето имаше стационирање, али над Калето... Еве, например, не знам, бил во Призран Али Ахмети, во еден момент оценува дека треба да го донесат во Шипковица и тие го носат, значи, во Шипковица. Значи, нашите структури немаат безбедности, контрола. Може би службите, што ги тајните служби, да кажеме, што функционираат, па да имат некои информации. Али ние немавме контрола, да кажеме, према на Косовскиот дел, со Република Македонија, Кобилица, горе, планиот Карин Николички езера, над Вешала. Ние немаме таму сили, па да ние можеме да контролираме што баш на нашата граница влегува. Шапка, Попова шапка, караулата е веќе сите борбени дејства се на граница помеѓу помеѓу Македонија и Косово. Радуша е на самата граница меѓу Македонија и Косово. Вејце, да го кажеме, Вејце е по мене, значи, неадекватна употреба во дадените супозиции во тоа време на наши сили и измешани сили. Значи, не може вие да мешате полициско-армиски сили на такви извидувања во возила, каде што довчера... Може се мешани, бидејќи полициските сили нема искуство, а армиските сили па нема уставна можност и веројатно во еден таков микс некој да знае, а да нема ингеренција, друг да има ингеренција да не знае, плюс генерали, полициски или војни генерали сплашени да не завршат во Хаг, и направен еден таков Франкенштајн, една таква мешавина. Не е тоа добро. Една таква смеса. Не, тоа не е добро. Прво, ако армијата и полицијата се две институции така.
Кога ќе ги ставите во една иста патрола 4 возила, кој на кого ќе нареди? Тоа се две институции. А таму се случи тоа што се случи и да се действа. Се кара. Па не смееше да се доста Димовски и Љубен Пауновски се кара. Излегува од извршен комитет на ВМРО ДПМН, кај што се одлучуваше, нели, партијски став во однос на војната 2001 година, дава различни изјави. Па Љубен Пауновски велеше дека постои некое диво месо во таа структура, организација која не дозволува. Па му беше извадена афера со дедо му на со паштети. Со паштетите, со истечен рок и така натаму и така. Па како се хранат нашите? Значи, гледате, во ек на војна 2001 година, двете клучни фигури, министер за внатрешни работи и за одбрана се карат, а вие велите немала синхронизација помеѓу како ќе има кога на врвот горе ја нема. Значи ако веќе се карат на врвот, сигурно тоа се пренесува и на долните структури. Али ние не се караме, али координацијата меѓу нас. Не може да мешате волци одредена полициска единица кои стандардните оперативни процедури на делување, на командување. Тој мора да е некој на таа патрола одговорен, ако се мешани. Дали од волците ќе биде одговорен или некој од полицијата? Беше од волците дечкото затоа што ние бевме стандардизирана единица, а овие од понизок ранг. Прво, ние со хамери цивилни што не е добро, нели? Они беа со лада со две врати. Не може да ги мешате Лада нива. Значи не може да ги на Бранко ладата. Може ке Бранко заврши. Може ке Бранко. Така да тоа не смее да се случи. И затоа некој нешто планирал, али ние сме дозволиле тоа да се случи. Значи вие сте биле како Европска унија. Сте немали единствен телефонски број, како велат американците, не знаеме на кој број да се јавиме во Брисел. Имаше таму една случај што ретко кој ја знае, нели, од волците ние една групација ја знаеме. Претходниот ден да се случи веќе имаше некоја пробна вежба на припадниците од другата страна или од УЧК, како ние ќе реагираме. Така ги викате припадници? Па добро. Некои ги викат терористи. Види сега, можеме да ги користиме. Некои ги викат борци за човекови права. Вие како точно ги викате? Па биле наши непријатели. Припадници на УЧК. И после во единицата за брзи интервенции, популарните кај што вие сте нели? Да, ама тоа се политички одлуки кај што ни Васко 12% беа припадници? Па отприлика, да. Кога ја дојдов, значи 12%. Добро, затоа припадници ги нарекувате. Да, па сега се у системот. Ама Џафери беше министер за одбрана. Беше заменик па министер за одбрана. И сега тоа беше председател на собрание, значи еден од трите топ позиции државни тајничи. Некој седнал, ние знаете како. Кога се подпишал некој договор, веројатно некој договор го тоа спремал, овдека се стратешки правци, може така требало да заврши. Можеби ќе се завршеше на некој си друг начин, ако можеби ние поголема компетентност дадесме во тој дел. Може ли од почеток да почнеме, како велат американците, најпрво од првото, јас како добар домаќин не ни представив, не ни кажав, тргнавме одма 2001 Рачиново, Вејци и така натаму, а нели десертот на крај се остава. Вие сте школован во поранешна Југословенска народна армија. Да. Според информациите кои јас сум ги слушнал, сум ги прочитал и така натаму, вие сте во, како се нарекува тоа, Поморска академија. Па не, средно школа Морнаричко. Да. 4 години во Сплит. 4 години во Сплит. Да. Воена академија? После тоа веднаш у исти центар. Исти центар Лора, кај што беше Боцинов, адмирал Боцинов. Да, он беше командант на школскиот центар кога ја бев во тоа време. Обично се вели дека има 3 капитални објекти на поранешна ЈНА или на поранешна СФР Југославија. Едниот е оној подземен кониц, подземен град на Јосип Брз Тито во случај на нуклеарна војна, атомски напади и така натаму. Вториот е аеродромот Желјава во близината на Бихач. И третиот е поморскиот центар Лора. Значи во овие први два сум снимал, во поморскиот центар Лора многу сум сакал да снимам, тоа е тамо околу стадионот на Хајдук, па сега се прави 100-200 метра. Да, се прави нешто, па не е во некоја функција, па поле, во функција пол, но го нарекува капитален објект на поранешна ЈНА. 74-та е тој направен, колку што ме држи сеќавањето, па капитален е затоа што во склоп на тој школски центар, кај што беше и средното школа, и ШРО, и академијата, 90% од морнарицата беше во склоп на Лора. И тука е Драголјуб Боцинов. Тука Боцинов, прво Боцинов беше командант на флотава, нели, кај што е војниот дел бродови подморници беа тука, а он после стана командант на школскиот центар, баш кај што е академија, резервниот состав ШРО и средното војно школо.
Ја во тоа време бев кога беше командант на средната школа, а полјутни стварно беше едно 200 метра. Подосна и началник на генералштабот. Па втори началник на генералштаб. Митер Арсовски е прв, он е втор. Драго Буцинов, а после беше затворено 9 месеци. Беше 9 месеци, мислам дека син му беше, дали беше ВД или беше на агенцијата за разузнавање и беше сменет колку што јас имам информација од МВР кога бев, беше сменет и мислам дека таа смена го доста погоди психофизички, здравствено и после тоа се разболи човекот. Тоа беше нели една дилема, кој кај Тало Џафери може да се постави, може да се постави нели кај сите овие, кај Мирослав Стојановски така натаму, кога тие припаѓаат на еден систем, тој е поранешна ЈНА. Даваат заклетва на тој систем, на поранешна ЈНА, а еве Драголјуб Буцинов не прифаќа како прв човек на Лора, например, да огранатира Сплит или да ја искористи таа единица и за тоа беше осуден, за тоа беше суден или колку 9 месеци беше во затвор поради како тоа беше дефинирано како И јас сум бил питомец тогаш, втора година академија. Они информации како питомци што сме ги добили од старешините или сме ги слушнале, нели, сепак ние не сме дезертер беше суден како дезертер, да, затоа што таму беше негов заменик Исаковиќ, колку што ми држи сеќавањето, тој беше полковник или капетан бојна брода, тој е армиски кога ќе преведеме полковник во чин. Тој го наследи и мислам дека и информациите што дојдоа до нас како питомци дека сакал Лора да ги издаде позициите и да го предаде. Затоа можеби почесен граѓанин на Сплит по. Него жена му од Корчула, колку што знам од Хрватска, си имаше таму и викеница и вила или што веќе има од, нели, пошто сепак жена му од тој дел. Тоа веројатно го откриле и знам дека преку ноќ со хеликоптер беше однесен за Београд и на база на тие информации Бранко Мамула нели беше голем началник па министар за одбрана или секретар ССНО нели секретар. Тоа што денес се нарекува тоа се информациите околу Боцинов, дали е така, ама тоа до нас питомците така информации. Бранко Мамула нели човекот што спасуваше Југославија, тој беше капетан на флота или како се адмирал на флота, значи тоа е врвот. Добро, тоа му беше чинот, а функцијата ССНО. Значи вие Антонио, ако не се распаднеше Југославија, Југословенската народна армија, ќе завршевте воена академија, ќе бевте офицер за па ќе работев негде на брод, на некој воен брод. На Галеп еве, на Па зависи од мојата, нели, или потреба на службата може да биде тоа поиначе. И се враќате во Македонија. Да, во Македонија се врати јуни 92 и 4-та година од воена академија. Завршувате тука. Тука е завршив, да. Која генерација сте вие, например, ако можеме да речеме, со кој од овие офицери, старешини што се во МВР, во Министерството за одбрана, сте биле некоја генерација пред вас, после вас и така? Генералот Павле, кој сега пратеник. Арсовски, што е во знам, нели? Од Гостивар. Орце генералот што е директор на генералштабот. Значи тоа е ваша генерација. Тоа е моја, мада Орце е помал од мене. Тука се Драган Ковачки на пример. Ковачки ми е бил да не кажам на некој начин и ученик. Затоа што Побурек сте го праќале. 99 година, фактички прва генерација од армијата што заврши академија од прва до четврта година, ние бевме дошколовани, да кажеме, јас заврши само четврта година, Орце генералот заврши втора и трета. На Михајло Апостолски го. Да, тука во Гоце Делчев имаше луѓе кои почнати се прва година во Београд, во Сараево, во Загреб и тука довршуваат 3. Али да кажеме генералот Лавчиски, сега што е началник на генералштаб, Ивано Зоран што беше на агенцијата за разузнавање, Хаџијанев. Сега што избега што е во бегство. Нели во Турска, па се врати, гледам некој што доаѓа во Македонија. Лавчиски началник на генералштаб. Значи сите тие Методи Хаџијанев, да, тие сите 99-та кога завршија воена академија, тие сите дојдоа во Волци. Така да генералот вие веќе бевте бев капетан веќе. Капетан, значи. Да, и тие дојдоа како наши ученици. Сега може на некој начин ни е драго и на мене и на Чедо Јакимовски што е генерација од армијата, само он како подполковник не ги фати тие, одствари не го ставија во колосек на унапредување. Генералот Орце, кој е помал година дена од нас, он две учише тука од Јана кога се вративме. Ние фактички на тие луѓе еве сега се на високи позиции, еве Ковачки веќе генерален секретар на партија, кај утре нели може ќе биде и повеќе од тоа. Ние сме биле нивни учители. Значи сака да кажете дека сите овие генерали кои се сега на клучни позиции, дали во генералштаб, дали во Министерство одбрана, мора да поминат низ тренинг, системот на волците? Еве го Нуредин Азим е втор човек.
заменик началник Тоа е генерал. пишано или не пишано правило? Не мора да биде. За Нуридин Азим политика не одлучуваше многу. Тој е квалитетен човек. Он заврши тука трета и четврта година. Значи, Вие сте, знаете, фактички ние сме генерација со нив. вие сте втор представник на униформата, еве како да ја дефинираме, или на Министерството за одбрана, кој е гостин во емисијата во Центар. Ние сме имале полициски генерали, од Тигри, од Лавови и така натаму, кои говореле за 2001, за Рачинов и така натаму. Значи, после генералот Панде Петревски, вие сте прв представник, армиски представник, условно, иако завршувате кариера во полициска, во Министерството за внатрешни работи, значи вие во текот на војната 2001 година и пред тоа сте дел на армиската структура. На кои позиции се наоѓате? Ја после академија веднаш бев у Битола во редовна војска бев старешина и 95-та влегов во Каде во войските. маршалка? Во Битола. Во Битола. Во Битола. После академија ме таму распоредија што И таа се викаше маршал Тито, нели? Така ја нарекува. После сега да не сменја Стип Наумов, да не... Па не, сега таму да. и не постои. Сега бизнисмените си градат згради од толкава Да, касана. сега тамо се градат, Да, тамо се како и градат. секаде, еве и касарната Илинден е 50% од Па сме гледале на Мирослав Лазански, нели, интервјуа, тој беше, нели, војник во таа касарна во Битола, па сега ги таа интервјуираше. на некој па ги- начин не постои. Најубаво место во градот сега нели, Сега е Карпош 1, 2, 3, 4. Еве, може и до 10 да се. Може до брои. 10. Да. Има простор, да. И 95-та влегувам во Волциве, пошто тогаш прва генерација од Волците се формира 94-та, 95-та втората генерација. Добро, што точно беа задачите на Волците, еве, да може да дефинираме? Па добро, тоа е специјална единица. Прво скоро сите бевме падобранци. Зошто па добра? Видете, јас можеби со префрлувањето у МВР имав некои идеи тоа да се реализира и со овие единици. Обично, нели, се нарекува, нели, секогаш кога ќе слушаме за поранешна Југославија, па Звездан Јовановиќ бил припадник на 63-та подобранска единица, па не знам, овој припадник што пукат, нели, овој по Босна и Херцеговина, бил припадник на 63-та подобранска единица. И обично, нели, секој со падобранска единица оди и десант на 63-та падобранска. Па добро, првата чета у Волците беше протитерористичка. Та е На некој начин, еве, да пресликаме Тигри. Добро. Втората диверзантска, кај што ја покасно бев командир, значи тоа беше диверзантска чета. Значи имавме ние првите два тима заедно со беа 97 година, бевме од Турска на обука на подобранство и 3 месеци командо Курска, што у Турска кој да бил на обука. После Морнарица ви одите на курсови за падобранство. Не, ама ја влегувам веќе во Волци. Да, ама значи сте поминале веќе втора обука. Значи и таа беше, да кажеме, за повеќе за рурален дел како диверзантска чета. Каде во обучат? Во Инџирлик да не во обучат во базата на НАТО? Не, Кајсери беше. А во Кајсери? Во Кајсери, таму беше тој центар само за подобранство, кај што и турци беа и други држави и ние. Еден месец останавме во Кајсери, направивме 6 скока, мада претходно цела една наша чета во Волците, меѓу тука во Прилеп. Завршиме 6 скока за да добиеш. Какви се турците? Како специјални единици како? Па не само како војска се добри на високо ниво. Тие се по НАТО стандарди. Зборам дисциплина, ред, поштовање и како се оди напред таму строги критериуми. Не може као кај нас да кажеме во системот. Обично приказни се прават околу турски аскер, турската армија, државни удари 1, 2, 3 прави и така натаму. Мислам дека се на да кажеме не највисоко ниво. Држава од држава. Беа, сега со Ердоган можеби малку е тоа. Генералите беа таму. Како велат сега, нели, да не бегаме од темата, како велат Ердоган бил малце поинтелигентен и подолгорочно размислувал и почнува да ги освои око партија пониските структури. И кога тој е подпоручник, па станува поручник, тој еден ден ќе мора генерал да стане. И вие кога ќе го имате од подпоручник, кога ќе стане генерал, ќе дојде на нивото, тогаш вие имате контрола и на турската армија. Тоа го има Ердоган направено. Само да додам Васко за Вејци ќе го завршам. Еве ние како Сдружение Сила. Значи единствено нешто за еден лик. Четворица од волците почина, четворица се ранети. Ние како Сдружение Сила, ние успеавме во град Куманово, кај што дечкото од Куманово, Трајковски Бобар, да му направиме еден мурал. Следните наши чекори, и ова година и следна, значи со помош на луѓе, финансиски, имаме екипа која добри се цртачи, за сите ликови по општините, па посебно и Куманово, ќе ги направиме за диво населје. Зошто тоа некој него води? Кога ги читам, нели, кои се убиени тамо, и Вејци, и овие другите грозоморни настани,
Значи, од Тетовск, па дури и овамо во диво населје, сега да не бегаме, ќе се вратиме, значи таму во еден голем дел се Тетови, Тетовската околина, имате дел на Куманово, овамо доле нели Карпаловеце, имате Прилеп и Пелагонија. Како некои градови во Македонија, не сакам ова да го кажам за да создавам тензија, да создам конфликти помеѓу една, втора, трета Македонија, но како еден голем дел на Македонија да има преспиено сите можни настани, ретко од Скопје. Ке видите Стајковци, не знам, или приградските населби, тешко ќе најдете Центар или Карпош или не знам вамо, или овие поурбани градови во источна Македонија, а вамо Куманово, Тетово, Прилеп, приградски населби Скопје, секоја се прва борбена линија. Па добро, тоа, знаете, резервниот состав тогаш фигурираше во армискиот дел. Ето сега и диво населје, кога ќе видите списокот на луѓе што се загинати, и исто ќе најдете. Па добро, сега дали е тоа случајност или не, значи не верувам дека нешто има тенденциозно. Па еве Паланка, можеби не е од жижата на централниот дел малку посеверно и таму имаше голема бројка на луѓе кои дадоа свој живот и ранети и така натаму. Поентата е, Васко, баш него не случајно го кажав. Нашите политичари треба да седнат да видат кои се тие фамилии, малку да им помогнат. Има луѓе кои татко му починал, тие деца биле 2, 3, 4 години, сега се пораснати. На доста од нив се запослени, дали супругата, дали децата. Значи, тие корени понатаму. Не треба јас да го кажувам. Вела дека во МВР повеќе се водело сметка за тоа, отколку во АРМ или во Министерство за одбрана. Па МВР е малку пофлексибилна институција од армијата. Тоа ја го имам тоа искуство. И ден денес? И ден денеска. Значи, повеќе таму и преку партиски и човечки фактори ќе дојдете до врвот, каде што одма ќе ве прими некој. За да го решават. И во американските филми, например. Филмовите кај што е, не знам, за армијата, за генералите, за морнарицата и така натаму се строго, дисциплинирано. Нема скокање на ниво. Нема скокање, керката на генералот филмот, например. Значи, кога ќе седнете да ги гледате тие работи, со драми, со крашење психолошки и така натаму и така. FBI, CIA, ако се филмовите, сосема поинаку тоа. Добро, две различни институции. Сосема и во наши услови веројатно. Поентата е кај нас овие две безбедносни институции. Зошто нема добра соработка? Еве, да не испадне фалење пред јавноста. 2012 година, јас, на база на моето искуство, пошто веќе 5 години бев во МВР, ја направи магистарски труд за соработка со армијата и полицијата. Како тоа треба да изгледа? Кои законски работи треба да се сменат. Ние сега, за да ја употребиме армијата во поглед на помош на државата, како што беше и Бродеци, диво населје, вас ви треба. Како може да говориме дека не соработуваат, кога еве Сашо Мјалков бил шеф на безбедност и на воено разузнавање, бил во едното, па во другото. Бил шеф, па не може на двете да биде сега. Па добро, и братучет на премиерот и шеф на едно и шеф на второ, шеф на институционална соработка. Па некој друг некоја функција требал да има државата. Види, самата институционална соработка треба добро да се дефинира. Добро, ќе стигнеме тоа. Ајде да видиме. Значи, вие сте волците 95-та година. Влегувам и као командир на вод, командир на чета. Значи, тоа се специјалните единици на Министерство за одбрана или на армијата на Република Македонија. И едина професионална единица која е формирана со професионални војници. Колку броите? Во тоа време? Да. Па, да кажеме, стотинак беа во првата генерација и уште толку втората. Зборам на почетокот, после тоа се зголемуваше. Се зголемуваше? Да. Има Македонија капацитет да може да isprofilira, да истренира толку голем број на, да речеме, волци или специјалци. Да ги обучи? Да ги обучи, да. Како не? Имаме ли капацитет? Имаме ли основа да најдем? Еве да кажеме, прв командант бил Мирослав Стојаневски, генералот. Добро, од Вуковар. Во Вуковар, значи неговото искуство, неговиот чин, неговото знаење, неговото школо, затоа и бил командант. Негов заменик беше Горан Груевски, што сега луѓето го препознаваат во Атина, Грчка, Солунија, он знае најдобро каде е. Тој бил во 63-та падобранска во Ниш. Значи, он и падобранец, он имаше преку 200-300 скока. Тој ги прави падобранската единица 2001 година. Сега, и одреден, и други луѓе, например, Васко генералот Ѓурчиновски, што беше началник на генералство пред Лавчиски, значи он бил исто во Панчево на обуки. Вие до каде стигате во структура на лавоите? Ој, се извинам, на волците. До заменик командант. Значи, вие сте Јуни-јули стана втор човек. 2001. 2001. Значи, вие јуни-јули 2001 година станувате втор човек. Втор човек, да. Блажевски Зоран беше командант на волциве, и јас заменик. Кога се случува рачино, значи вие сте втор човек. Не, уште командир на дивизијата. Уште командир. Да. Значи, Рачинова е некад... 22 јуни.
Да, Значи, после тоа јули, почеток можеби август. Значи некаде крајот на конфликтот, тука не, потекот на цело време сте припадник на волците. Пред да дојме 2001 има, нели вие во некој интервју кажувате тамо за магазините во Албанија и така натаму, но не спомнувате војната 99-та година, ние сепак имаме 400.000 бегалци на македонска територија кои доаѓаат тука. Тоа поише беше и обрска. Стенковец 1, Стенковец 2 и така натаму. Ама тоа беше обрска на полиција. Беше, се согласувам. Ние малку мислам, ние не бевме уклучени. Никола Клюсе беше министар за одбрана и тој ја водеше целата операција. Значи многу повеќе министр, тој беше Павле Тарнов министар за внатрешни работи. Добро, тие се политички вајда одлуки, некој добил задача, да. Значи две работи пред да дојме до 2001 година сакам да ве прашам. Сега нели е многу актуелен атентатот на Киро Глигоров и излага еден од поранешните шефови на војното разузнавање Драган Стојменовски лекција вели дека експлозивот што е користен во атентатот на Глигоров не вели истиот, од исти вид како што бил украден експлозив од магазините на војската или армијата на Република Македонија. Па се спомна Визбегово, па се спомна Илинда, па спомнат неколку толку лесно се кради експлозив од магазини на арма. Види, ако некој наумил и да направи добра проценка дека нешто не е доволно обезбедено, може и тоа да се направи, а може и со луѓе кои се внатре, нели? Вие не сте, во МВР све сте слушале, овде ако сте били во Арама не сте слушнале нешто на таа тема? Не, па сепак ние волците до 2001 и после тоа ние бевме директно под министар. Посо, куча што вика овој куча, посо, вие ништо не се слушале. Јас сум бил на некоја... Не сум знаел, Види, јас сум бил на некоја... Не, сум бил на некоја позиција, да кажеме така, солидна по хиерархија во волците, некои информации до нас, ама не нас засегало. Тие војни магазини, кој ги обезбедува? Каде? Па во Арама. Па оние што се на армијата се ги обезбедува. Значи, волците? Не. Никогаш не сме. Ние Ние само обезбедувавме, односно бевме сместени кога се распаѓаше Албанија, 97-8 година, бевме сместени еден дел од волците во Еребино. И ние операционализиравме во тој дел, да кажеме, према Гостивар, Тетовско и према Јажинце, си правевме нели патроли по планови по едно друго, по од една крајот друга. Ке Охрид, ке Дебар имаше друга. И имаше таму други, да кажеме. Значи ние тие бевте од Гостивар према Јажинце горе. Да, јас сум бил и ќафасан доле караулата, Франгово, значи колку луѓе например го покривте, тоа е толку неприступачен, значи толку тежок. Добро, караулите си функционираа. Значи караулите си функционираа. Граничната бригада ја обезбедуваше цела граница. На МВР го немаше тој проблем. 2004 се префали целата граница. Граничното до тогаш, го зема. значи караулите си беа со обични војници. И тие си имаа своји реони и правци. Имаше напади? Некој во тој период? Имаше можеби некои ексцеси во граничниот појас меѓу на граничните линии каде што некој сака да шверцува едно, друго, трето, четврто. Да речеме ако беше диво населбе, им влегле во караулите гошинци така натаму земја. Ги разоружале. Ги врзале, ги пуштили така натаму. Не, тако немаше. Караулите се беа со старешини, нели, као команди на караула, а војниците беа обични војници кои служеа војска 9 месеци. Претходно има обука, дали Велес, мислам, граничниот дел, кој ќе ги обучеа како требаше, што требаше, на друго се префрлува во граничниот дел. Полнешно албански премиер Фатос Нано, нели, кои се случаат тие големи настани, ломови, пирамидални штедилници и така натаму во Албанија, па влегување во војни магазини, па зимање оружје, бега со хеликоптер, ја напушта Тирана и при бежиште наоѓа во Охрид, тогаш мислам Бранко Цренковски е премиер на македонската влада. Значи се спасува бегајќи со хеликоптер од Тирана во Охрид. Така преживува Фатос Нано. Вие тогаш имате некои информации, нешто сте биле присутен таму? Не. Мислам дека тоа се поише ингеренција на на Министерството на внатрешни работи, така да не би коментирал тука, можеби први такви информации прв пат ги слушам и од тебе за нешто, затоа што не биле у наши ингеренции. Во текот на војната 99-та година има голема афера, после таа афера нели е сменати Сашо Мјалков од шеф на војно разузнавање, шверц, како да наречеме, шверц со барут за соседна СР Југославија тогаш, односно денешна Србија. И дека на барање на американскиот амбасадор, Доста Димовска и Лјупчо Горејски го менуваат Сашо Мјалков. Се слушнале нешто за аферата шверц со барут? Тоа што слушнав е од телевизија. Од телевизија. Никој нема никакви обврски на нас у волците тогаш да ни кажува за такво нешто. Тоа е пак полициска работа. Сите премини денески тогаш ги слушале, ги контролирале полицијата. Тоа се случило на граница
Јас како информација од тогаш и сега ја знам како случка дека се тоа случило. А кој бил, што бил, како носел, дали носел тоа веќе не биле у наши ингеренции. 99-та како увертира на 2001 година. Помеѓу 99-та година и 2001 година се случува и Осломе, се случува и Рачиново, нели навлезот во Рачиново полицајци. Излегува Слободан Богоевски, излегуваат многу припадници нели на поранешната тајна полиција во Република Македонија, па наводен договор Мендух Тачи и Доста Димовска, нели Доста Димовска покојна, не можеме да ја прашаме, Мендух Тачи негира дека тоа се има случајно, кај што со работничките мрежи на Министерството за внатрешни работи се доставени, составени на располагање на Мендух Тачи и на партијата ДПА, и мириса во воздух дека нешто ќе се случи. Па добива информација Лјупчо Георгиевски дека има се подготвува нешто што подоцна прераснува 2001 година. Па има легендарна средба со Зоран Џинџич, кај што е Зоран Живковиќ тогаш министар за полиција на СР Југославија, Срџан Керим од македонска страна, Зоран Крстевски кај што србите наводно ги мапирале местата кај што ќе има почетоци на војната 2001 година и никој не посветува внимание на тоа. Зошто? Видите, Васко, тоа се политички процеси каде што јас сега за такво нешто можеби не може да коментирам, али би коментирал зошто ние, ако веќе сме се... Вие сте на терен, еве вие како... Не, добро, ние на терен сме, ама видиме, не можеме ја да зборам за стратегија. Што вие сте виделе на терен? Што точно вие сте виделе и на кој терен сте биле? Ние северозападниот дел, пошто армијата беше под граница, ние дел од армијата можеме да делуваме. Северозападен дел, значи ако можам да од Сопот да кажеме до Ќафасан. До Ќафасан доле. Да. Цел појас. Не може тоа така да се каже. Карулите сите си беа пополнети со одредени бројки на редовни војници и старешини, кои што си имаа своји правци заседни, кои што си имаа своји патроли и они си го контролира. Ние да кажеме сме биле Ребино, сме биле сместени како голем склад, таму се армиски. Јас сум бил во Еребино, точно каде се наоѓа Еребино за да може нашата публика тоа да го... Тоа е десно пред Патарината, односно после Патарината Тетовска, е десно можеби на километар и тие ридови да кажеме што се гледат десно со жица се оградени, тоа е армиски магазин. Колку е тоа до Раштански лозија? Оддалечено? Пошто едното и второто имат нели историско значење за Македонија. Еребино? Не знам точно сега. Не е многу далеко. Не. Тука е. Па нека има 2, 3, 4, 5. Не знам, јас тоа не интересираше толку, ние беме само сместени во Еребино. Од овие што учествува во Раштански лозија. Во тоа се пак полицијата. Колку ке вас во единица за брза интервенција беа, кога станувате шеф на таа единица? Види, ја не знам кои се учествувале. Ми сте провериле се и се што кажувате во интервјуа дека сте толку темелен, дека сте снимале со видеокамери кога тренирале колку трчат на 3000 км, не сте провериле кога од Раштански лозија бил во единица. Види, таму ја кога ги земал безбедносните проверки, таму си имаше подредени точки од законот, од кривичниот закон, кај што некој сгрешил можеби на системот. Дали бил некој во Раштански лозија и во која улога, тоа јас нема ја тако. Во случајот Раштански лозија Бобан Утковски. Па добро, Бобан не бил таму. Кој сега, да, во случајот Раштански лозија беше Горан Стојков. Ама тие не биле кај мене. Тие биле во некое време пред мене. Но вие сте презеле дел на таа единица Лавови, вие сте презеле. Па добро, тоа е сублимат. Па подоста, нели, тоа е конфликтот со Кари Костов, нели, оние протести што се прават на Лавовите, ќе кинуваат, ќе направате така. Значи вие сте морале да ги инкорпорирате во нешто. Значи Лавовите се сублимат од 3 единици. Само они го добиваат назив Лавови. Претходно си постоело јуни месец имало баталјон за интервенции во Идризово. И друг исто така во Идризово, посебно да кажеме. После тоа се формира оклопниот баталјон кога ги купуваат транспортерите. Бетерите. Тие беа сместени во МЗД. И при крајот ноември месец генералот, односно полковник уште тогаш Стојков, го напредуваат од маја полковник, пошто он е влезен 98 година како цивил кога дојде ВМРО Лјупчо Георгиевски на власт и он доаѓа тогаш вегува во МВР. Беше дел на обезбедување на Лјупчо Георгиевски. И 2001 он сите тие 3 единици го добиваат префиксот Лавови и он станува чин полковник и станува после тоа 2001 ги напредуваат 2002 на почетокот го напредуваат и поише генерали. Вие сте возеле Бетер? Ја не. Аз сум се возел во Бетер. По Бетер влегувате во Рачиново, така викат сите.
Па да, влеговме во Рачиново се влезе со бетери од волци. И го спасувате Стојанче Ангелов со помош на бетери. Па добро, после тоа се случи. Кога се Мора делуваше. вака да ви поставам унакрсни прашања, бидејќи ако не ви поставам вака инцидентни Па добро, прашања, вие ќе се кажете вашата полициска приказна и публиката нема да добие Види, се влегуваше во тоа, најточни информации. има снимки денеска архивски кога се влегува во Рачиново, дека една колона на бетери, меѓу кои имавме и после тоа и До каде стигате? До горбриштата или до стадионот на Шкендија? На почетокот, да. Тоа е почетокот. Да. Тука влеговме, на се распоредивме на повеќе лево од улицава. Од другата страна имаше колеги од Тигрите. Ја генерално за Рачино мене можеби планот, не само денешен аспект. Планот мене можеби не ми се досаѓа. Пази Вашко, ти за да влезеш во Рачино да го освоиш, нели е подобро ти кога идеш од горе према доле. Така? Ите, господин Антонио, прво го станува збор за Рачиново. На кој му падна на памет да дозволи од сите кумановски села, нели, што претходно биле, се војувало, се правело, па таму од Скопска Црна Гора, како се нарекуваат тие планини, Сува Гора или како веќе ги се нарекуваат, сите во еден момент градоначалникот од ДПА на Рачиново алармира со денови дека доаѓаат луѓе кои не се жители на Рачиново, дека се сместуваат, дека се иселуваат жителите на... Значи, некој тоа го дозволува. И не може само странци да ни се винувани. Па добро, некој тоа кога се иселува луѓето, не можеш вие да ги спречите, нели? Па добро, тие не можете, ама овие што доаѓаат, вие ги гледате, значи алармира човек, тие се вкопуваат тамо, прават, значи залихи на храна, прават, значи овие што се ровови и така натаму со песок, со све, значи тие се подготвуваат за Рачиново. И вие не може тоа да не го гледате. Ве велите, цело време сте во тој северозападен дел на Македонија. Значи, јас многу сакам вака во аптека да ми се подредени работите по датуми, па да одиме ред по ред и ќе ми избега разговор, па мора да го вратам назад. Танушевци. Значи има ровови, значи ги снима тоа да е Жана Лупевска стига во Рачиново, не може Антонио Станковски да стигне, овој се извино во Танушевци горе да стигне. Па таму вие нели ранет методи Хаџијанев. Тој вели веќе после тоа. Ама еве на почетокот. Не сте ги виделе тие ровови во Рачиново? Па најдени се во рудник вамо. Не е тоа, може многу нешто се знае во државата, може адекватно не сме у моментот подготвили, некој не мисли. За тоа треба да мислат политичарите. Тие што ја вода државата. Ама не се извинувам се, не е така. Велите Мирослав Стојановски бил прв началник на волците, па станува началник на генералство, па велите Лавчиовски, па велите тоа е целата елита на македонската армија поминала преку вашиот систем. Не, ама ние не сме Ковачки, методика на сите. Ама никој ја не одлучувам на таа позиција или волците како командант. Ама треба да одлучите, треба да кренете глас. Да алармирате. Ние ги добиваме информациите. Не, дали се нешто спрема. Тако безбедносен експерт со Сашо Мјалков е тука. Добро, сега тоа треба да се прашува. Не, он тука е, па он ги гледа информациите, треба значи да алармира. Ама треба да ги спуштат. Се сепак специјалните единици се оперативни институции, така. Значи они добиваат задача на база на информациите што некој им ги дава, каде што има како податоци. Ние после тоа може да си правиме план. Прашањето ми е. Зато си делуваме. Сте замолчени? Не. Сте исплашени? Не. Ви е речено да не алармирате, да не правите паника кај македонската јавност? Не можеме да алармираме. Ја нешто не можам да алармирам ако ја немам доволен податок за нешто. Испеѓа вака, вие се буните како специјалци, платата ви е ниска, платата ви е исто како овие што се во студентските здруженија. Сега можеби не е добра, али графчето било ладно, па немала храна доволно и така натаму, а студентски протести 68, па студентски протести пред една, значи ја тресате Европа само кај нас студентите за графче и за конзерви се бунат. Исто кога специјалците. Ако ви платата како што треба, вие молчите тука каков Путин, какви нема врска. Платата до 2001 беше мала и на тигрите и на волците како единици во тој период што претходно веќе постоја, пошто тигрите веќе има 45 години на некој начин традиција, не се они биле во овој облик сега како што се него тогаш уште во Југославија 81 година кога ги формирале биле може 10-15 луѓе. Од тогаш бил друг систем на делување, нели? Тогаш полицајецот имал голема моќ
на одлука. До 2001 немаше добра плата, ни во волците, ни во тигрите. После 2001, како се формира и другите единици, кога видува дека во вакви единици има потреба дека треба да се платат и дека одливот на овие луѓе, да кажеме ние околу 180 луѓе, до 2001 од волците напуштија. Само напуштија ради плата. 180. 180. Од школувани. Специјалци. Да кажеме влегол 94-та во волците, 10 години подпишуваат договор првите генерации и им се обеќаше поголема плата, 800 марки. Носат во Турција и во обучуваат мала плата и овие се заминат. Па да, еве на пример јас што сум бил 4 месеци со 24-ца во Турска и на падобранство и командо Крско, што дел од здравието го останаве, што беше тешка обукава, ние имаме $3,6 дневница. Тамо. Тука. Тие 120 дена што сме биле. Тие што бесте биле на обука тамо. На обука $3,6 дневница. Колку ги имат напуштено волците од тие што се биле на обука во Турција? Од тие 24, па некои замина МВР, ама има неколку кои има и погинати во Вејце, ранети од тие 24-ца и неколку луѓе сигурно ни напушти, ама напушти и претходно. Значи пред војната. Значи, кога збориме за вакви стратешки работи што поставуваш прашање, само по некои 10 години се инвестира реално. И вие доаѓате не му дате плата, така е. Не може така. Значи, ваквите работи треба глава во торба да стави пред сите. Ваквите работи треба на повисоко ниво да се размисли и да се прават стратегиите. Не е проблем единицата да се заврши работата. Вие многу други работи треба претходно да ги однудите. Ако не го направите тоа, еве и сега, армијата е дигната со финансиски аспект над полицијата. Секојаш било. Не било. Секојаш не било. Поранешни го до пред 4-5 години, ама во Југославија. Да оставиме Југославија. После тоа се влезе во еден процес на фрчковски период да се обезвреднува армијата. Дали знаете дека еден полицаец обичен со 5 години работен стаж има 30.000 плата? А колку има во Арама, например? Армијата има поголема. Пазите сега, затоа го зборам, ме прекинувате да ја кажам мислата околу тоа армија и полиција. Не, ќе се вратиме на тоа, само да не избега се. Нема. Да не сведиме на висока ниска плата, пошто тоа не одговара на суштината. Не. Па стратешки го зборам. Јас ја сакам армијата и полицијата. Поготово единици кај што сум бил така. Ајде. Сега, можеби 30-40% од финансиската компонента во армијата бега на полицијата, на специјалните единици, ако ги земеме само нив. Еве сега. Армијата... Господин Антонио, видите сега да видиме да има фер. Полиција може да влага во објекти, да влага во нокни клубови, да се дружи со гарча, да се дружи со вама. Значи, полицијата има, значи затоа и повише сакаат во полиција. Значи без разлика што се пониски плати, како велат во новинарството, регуларна плата на новинар е 30 денари, а тој може да се договори со политичките партии, по политичките партии. Не тоа дали е системски? Не е системски, не е добро. Ние збориме за системско решавање. Вие не можете да го спречите. Не може. Така е. Вие не можете толку да дадите колку што може да биде корумпиран, полицаец, може да биде корумпиран новинар. Дозволи, гледате и ден денеска се прават некои расчекори, тоа добро го знам. Еве, во МВР до пред некоја година, без обзира дали одиш на болување, не ти се одбива плата. Во МВР. Добро. Сега владе да тие што имаат поголеми плати меѓу кои се специјалциве, само на нив се одбива. За само момент. Ајде, ама да биде последно. Вие сте командант, значи командо се тука како синдикалец треба да барате. Не. Од почнуваат многу работи од кажете го ова и да завршиме тој синдикален дел. Ајде. Сега во армијата со новите закони, кој да оди на боледување, не му се одбива плата. Како дисбаланс се прави? Тие се два столба. Многу некои работи треба да се стават на слични нивоа. Ја направете му на Мицко си штрајк, овој што му прави од Велес, пак е веслика како лагете, што нема потреба, ние ајде се вратиме на безводен терен таму за војна. Ние можеме многу, пак она што ми е поентата со здруженијето, многу можеме со идеи да им помогнеме бидејќи во пракса сме го пробале и знаеме кај шкрипи, кај не е добро како може да се направи. Вие може контра синдикат, ако овој синдикат не се вие може контра да му направите. Потреба. Све во интерес да ова држава малку појде напред и да има поголем резултат. Кога видите некои работи кои излегуваат надвор од нормалноста, не знам, еве, ровови, танушевци или некои други работи во тој северозападен дел на Македонија, со кого разговарате? Имате ли некој близок пријател или сопругата или било што ќе рече, види, ова не е добро. Нешто ми мириса, нешто или со никој не разговарате.
Сам со себе. Не, прво не може да разговара со некој затоа што тога систем на комуникација не е како сега со мобилен па да се јавиш на жената. Ние не со денови не сме се слушали со фамилиите. Добре, ве сте виделе. Сте виделе таму. Добро. И си викате, бе, Антонио, ова ќе излезе надвор од контрола. Кога прв пат тоа го помислувате? Видете, пак некој одлучува за тоа. Еве, например... Не велам јас. Еве, тие сгрешиле, неспособни се. Кога Антонио Станковски, кога гледа што се случува на терен, се вика Антонио, ова нема да биде добро. Сте имали искуство, една војна, Хрватска, Црна, па сте имале СР Југославија, па сте имале, не знам. Види Васко, тоа е, да кажеме... Може јас да не видам, ама јас сте трениран човек. Ја како командир на, ако сум бил негде на терен, нешто, нели, гледаше ве Танушици, ќе го земеме како пример, јас размислувам во даден момент, ако добиам задача, што би правил со моите луѓе 100-120, не е битно колку сум имал под моја команда. Значи ја тука, а дали ќе правам или нема да правам, тоа веќе зависи од некој повисоко да добиам задача. Да правите. Кога си велите сам во себе, Антонио, ова нема да заврши добро во Македонија. Сигурно ќе има конфликт. Има ли таков момент кој си помислувате? Па не, тоа сум го кажал ја уште со располот на Албанија. И ние сме го дискутирали како колеги меѓу нас, нели, сепак на терен сме таму по 5-16-20 дена без фамилија, без ништо, бидејќи не постоја систем на комуникација со телефони да се јавиш што се случува. Не е добро, ама Антонио размислува на можеби на најминимално ниво. Ама не велам јас дека вие на високо треба. Вие сте размислували, значи вие сте караули. Караулите се по стари југословенски терек направено, со командант, со стражи, значи команди на караули. И таму во тој северозападен дел ви копат робови, ви се лоцират, ви се стационират и така натаму, вие не може да не ги видите. Добро, тие нема да бидат стационирани, ќе имаме веќе конфликт, али ако веќе негде се некој копа, добре, ископани се тие информации се пренесуваат некаде. Кога прв пат почнува тоа да го прават? Па тоа мислам после 99. По некои мои, тоа поише караулите ќе знае. Пази Васко, ние не сме Антонио. Ние останали луѓе кои деве во тие 400.000. Некој велат и повеќе, некој велат помалку. Еве да земе 4. Па добро, логика. Ама сигурно останале. Види, тоа е проект. Ако некој војната 2001, нели? Е проект. Е проект. И таа не па и војната во Ирак, во Иран, тоа е проект многу одамна. Војната 2001. И Бродец планинска бура, и Диво населје. Па се тоа некои работи. Тоа се проекти. Па дури би се може реко, нема некој проект да биде имплементиран, нели? Зависи од политичката компонента. И Смилковско езеро тоа е пак нешто. Ама тоа не се планира. Тоа не се планира денеска за утре. Тоа е еден процес кој не варат ко жаба. Ама не, државата треба да размислува, нели, према мисијата и одбраната и системите што да не опуштат и да не сварат во еден момент. Поише зависи од нас. Јас ако треба да имам бокс меч со Васко, ја ќе те анализирам и ќе се спремам. Ама ја не знам у детали ти колку си спремен и затоа има ринг. Добро, вие ги анализиравте ли 2001 година? Некој требал да ги анализира. Не, вие, еве. Не можем ја да ги анализирам. Ама се зино, па вие сте прва борбена линија. Не. Вашата глава е во торба. Не, во стратешко ниво. Вие не сте камиказе, па сега влагате у борба без да го анализирате. Не, види, единиците се добиваат задачи. Ние не знаеме што се случува од Охрид до Паланка. Така. Ние не знаеме што се случува. Наша обврска на специјална единица да вежбаат, да тренираат по мисијата што им е дадена по закон. Добро. Некогаш се случувало, можеби дел од мисијата не се крајно поклопува со мисијата, али мора да ја заврши работата во интерес на држава. Антонио, вие сте специјална единица. Стигате крајот на војната да бидете втор човек на волците. Тоа е специјалните крем на македонската армија. Во војната 2001 година каде, на кои потези делувате? Значи, не во периодот пред војната, туку во периодот на војната. На кои потези делувате? А пред војната? Не, во текот на војната. Па добре, Кумановскиот регион. Значи, Кумановскиот регион. Арачиново. Па добро, и Тетово. Па тие фактички тој дел. Танушевци. Значи, вие на клучните всушност. Добро. Како се организирани овие? Другата страна, што ја велите? Па не по мене на високо ниво. Не по мене. Али проблемот беше што ние многу споро делувавме. По мене многу споро. Кога речите не по вас на високо ниво, мислите од броен аспект, значи бројчано, по единци или по структура? Па добро, бројките сега колку биле, оружје, види, бројките колку биле, да кажеме, од другата страна, тоа можеби ние и не го знаеме.
Ние како единица која треба да делува. На одредена задача ти кажуваат има таму, тогаш може да добиеш одредени бројки, супозиции, нели? Точно, веројатно некој што се бави, службите треба да ги имат тие податоци, пошто на база на службите кои ќе ги сервира на оперативните делови на луѓето, ти можеш да го правиш планот. Тие информации некои други тие информации што ви ги дават али се релевантни, се точни. Проблемот од 92 година е проблемот што конекцијата, соработката, затоа збориме не се случува ништо преку ноќ. Од 92 ако се правеа добри конекции меѓу армискиот и полицискиот дел, поготово специјалните единици, не викам да немamo некоја старапи, тоа е на ниско ниво, да се прават вежби, да се прават заеднички обуки, стандардно оперативни процедури. Вие кога одите на некоја активност, значи полицијата си има свој метод на работа. Армијата има своји процедури, не се поклопуваат, еве и денеска може тоа да го кажам, дека кога би имало некоја заедничка активност, волците и тигрите, тие ќе се судрат со стандардно оперативните процедури во погледот на планирање, а со тоа и на делување на терен. И веќе имате проблем. Тука сме на ниско ниво. Добро. И јас тука давам замерка. Добро. Значи таа 2001 година, значи пред да се случи Рачиново, вие сметате дека тие не се организирани, дека не се сериозно организирани. Тие се зборам зучека, тие се централизирана според вас структура, значи не велам дали имате кои гледате или сметате ви од сегашна време или дека биле децентрализирани, па имало некој што одговара, не знам. Мора така да биде. Така? Мора така да биде. Бидејќи И тие се на некој начин организирани како пара војска, да кажеме мора во овој дел да биде овој одговорен, во овој дел да имат одредена комуникација, значи не може самостојно да делуваат како можеби ете и ние како регуларен дел. Рачиново. Добро. На службите со податоците и другите институции треба одредени правци да се затворат ако веќе имаме проблем или некој од озгоре го гледа проблемот. Командант Хоџа од Танушевци вас ви се јавува доле во Рачиново, значи се симна. Па добро, тоа е голем терен, не може ти да го затвориш некој да не се симне од некаде, ме разбираш? Значи не може некој што разбира стратегија, што разбира тактика, да не предпостави дека Рачиново кој е на 5 километри од Скопје, ако веќе има таков прилив на лица кои не живеат тамо, кои тука се вкопуваат, кои стават, не знам, барикади и така натаму. Добро, дека не планираат нешто. Ние контрола во селото немаме. Тие во селото може да прават што сакаат, така. Ако делуваме веќе нешто друго. Рачиново е влезот на Скопје. Па Рачиново, па бензинската пумпа, не е битно дали е влезот или па Стајковци, па Сингилич, веќе влегувате во срцето на општина Газибова. Види, Бродец беше многу далеко и од Скопје па и од Тетово. Па се заврши. Значи некој сакал да ја заврши на база на информациите. Затоа зборам. Ако информациите стигат прави, приближно, не може вие да знаете сега дали се таму 25 или се 31 плюс минус. Не игра некоја улога. Али ако е 25 а 250 веќе е проблем. Проблем за оној што ја добива информацијата за да иде да ја заврши работата. Цело време ја држите таа теза дека ние сме виновни, дека ние не сме организирани, дека ние не сме направиле на пониско ниво. Не од нив. Еве веќе 28 април еве. Не према нив. Да. И ви велите биле во ладата имало 2 врати, доека излезат од ладата, па таму загинале при излегување. Добро, тоа не е пропуск. Апсолутно. Па мешан состав на полиција и на армија и вината ја барате секојаш ке нашата страна. Ја прво кај себе гледам вината. Издал ли некој? Не. Дали по мене, по мене. По мене. Јас го имам тоа кажано. Ние бевме под генералот Бошевски како придодадени луѓе специјалци во Тетово да може он да располага со нас. Човекот никогаш не бил специјалец. Прво беше во пензија па се врати. Значи само тој психолошки момент кој ќе ти идеш во пензија веќе е релакс и ти го враќаш у една жижа. Македончето кој у пензија чека да умри. Не, вие го враќате да врате. Да. Значи самото негово сваќање дека он има специјалци, он немаше представа нас како да не употребува. Нели? Правилно. Неопасна професија пензионер. Па никој не преживел. Никој да. Никој не преживел, нели? Така да и првиот план на тој човек, сега е покоен да не сега испаѓа нели оговарање. Неговиот план за калето како да се освои не кореспондираше со нас и туку имаме препирки. Ја бев одговорен на волците во Тетово. Препирки. Како да го тоа? Не сме ни 18 век.
Наполеон на Русија. Сака да кажете прегазени од време, Да, без контакт. Па да. Па зошто можеби во бившата Југославија некои републики држави што воде војна, младите ги сфорсира за да или пак со некоја школа не играл. Последен го стимам генералот Панде Петревски, дел од овие материјали во Джемпер, кој тој се појавува нели од снимени на интернет сега, на социјални мрежи ги вртат генералот Панде Петревски, што кажа, од емисијата од интервјуто со мене. И на прашањето како сте раните генерале, нема одговор. Ја ќе ви кажам. Тоа е што го зборам. Како? Он како генерал не може, нека му е... Кој го ранил, сам? Не е сам. Он е покоен така. Да. Нека му е мир, нека е лесна земја, нели сега за покојните све најдобро. Моја стручна, односно професионална забелешка. Вие како генерал, ако не верувате на некои луѓе кои се во првите борбени редови околу Матејче, он е таму ранет. Колку што ја имам информации, нека биде само од Антонио кажано, веројатно можеби другите имаат исто или можеби нешто друго. Тоа може лично да го потврди генералот Орце сега што е директор на началник на Генералштаб, пошто он учествувал во обезбедувањето негово кога бил во Матејче. Он не верувал дека таму има некое припукување и дека има ризик во тоа село. Сметал дека е безбедно? Да. И он е таму ранен. Ти не може, значи тие своја безбедност не може. Ама тој е таму ранен. Значи тие своја безбедност не може да обезбедат, да гарантират. Ама нема потреба генерал кој треба да води стратегија. Ама тоа прво ве учат. Тоа прво не учат. Може. Обезбеди го теренот. Ама не, во ред е тоа. Ама не смееш ти да. Па затоа постои авиација, па затоа постои топови, не смееш ти како генерал кој можеби прв, втор, трет во армијата, кај што војуваш и Тетово и Куманово и Скопје и не знам каде, ти да си дозволиш како обичен војник, извидувач, да идеш у Матејче да видиш дали е тоа така. Тоа е стара школа, гледате колку руски генерали украинците имаат утепано. И тука е ранет, тоа може да го потврди генералот Орце, значи он е тука ранет. И извлечен. Па значи ако падне главата на генералот, значи паѓа и цела структура испод него одредено време, пошто сепак ќе се најде некој нов. Во наводници трофеј е тоа. Учека убила шефот на началникот. Исто тоа беше проблемот и Кумановско, и Тетовско. Кога требаше Калето. Имаме конфронтации големи со генералот Бошевски, на кој начин Калето да се освои. И после тие конфронтации, пошто ја бев одговорен, дојде Блажевски мајорот, Блажевски Зоран, што у исто време остана после тоа, нели, командант ја замени. На Волците. Да, и Стојче Зенговски кој беше командант во тоа време. И јас се јави викам, како останавте живи, мајко му се не иде. Значи со ваков баш и бозок. Не прифативме, распалјотка, значи не прифативме. И сега, еве, дали знаете, дали ви кажа како Калето падна? Тетовското? Да. Кој да ми каже? Па дали некој воопшто ви кажал? Па ете, Калето се освои така. А на почетокот... Ние после бевме со Љубе Бошковски, одевме горе, значи дека се пушкарањето во Калето, јас немам интервју со Арбен Џафери. Во центарот се слуша горе, значи пукање, пушкарање и така натаму. Значи вториот ден, значи на Калето, и после тоа отидовме со Љубо Бошковски, нели тој беше како Наполеон тамо, го освоил Калето, па од зад грбот, вела дека на исти принцип како што е Бродец, од зад грбот на учака или на непријателот е дојденот. Така ли? Па еве вака сега, значи го пробаме проблемот, дојдоа, дискутираме со Бошевски, го кажавме нашиот план, се вратиме ние волците сите во Скопје, со хеликоптери на Црн камен, тоа е над Вејце. Така. 1800, не знам колку надморска висина, 1878 така нешто. Таму не оставија. И ние да се симните. 2 дена и 2 ноќа дојдовме од позади. И така се блокираше Калето, и така и падна Калето. Вие ко триатлон да сте вежбале таму, а не. Сега, не да сте били... Ама тоа е што генералите, пак да не ме свати некој од гледачите дека ја имам против Бошевски генерал. Затоа сте викнати да кажете од прва рака што било. Ама вие затоа зборам, тој ти налага, тој ти е шеф на некој начин, мора да ги слушаш неговите наредби, али сепак сме биле авторитетивна единица, едино професионална нели во армијата, сме можеле да се контрираме. И викаш, ние не викаме да не ја завршиме задачата. Јас секој сум верувал поише во волците отколку во тигрите, ако треба да кажам. Сум сметал дека таму кај што имат поминато волците,
е многу посигурно. Па знаете, дека многу потемелно го имат направено. Значи не да ги обезвреднувам овие другите, не. Секој па дали дека од JNA сме служили. Сметал дека секој волците се менталитетот, најелитниот дел на карактерот на безбедносните тие единици тука има разлика. И политиката во МВР многу поеќе изразена како политичка компонента што делува, во Министерството него во армијата. Ние, например, во волците не интересираше дали ќе има политика, промена на власти на министри. Апсолутно не интересираше. Кај тигрите тоа е веќе трепет. Трепка, вика, леле, друга власт, се што ќе биде. И таму нонстоп имаше кој ќе дојде една власт. 30% ќе ги збркат, ќе донесат други луѓе, нивни као. Кој ќе дојдеше друга власт, исто се случува. И ден денеска. Сега да кажете дека вас ве носат вејце, така? 1800 метри надморска висина. Не, црн камен. Црн камен, добро. Тоа е Да. Сам на Тетово на Ридо скоро. И тама се нели како орлови гнезда, села, кој ќе гледат од калето нагоре, мали селциња, ко гнезда. Добро се гледа, да. По планината и ве се спуштате надоле. Наидувате на некои паравоени структури, имат некои јатаци, еве например, кога станува збор за диво населје, после тоа во октомври месец, значи неколку месеци после тоа се 7 луѓе приведени кои се детектирани дека се јатаци кои јавувале, кои правеле и така натаму. Овде кога се симнувате, некој им јавува, имала не тачно го поставам тоа прашање, за да видам колку е дисперзирано, колку е распространето на почетокот на конфликтот. Видиш, поддршката и присуството на УЧК. Од Шипковица селото се гледа и тој реон. Се гледа, да. Се гледа. Значи, вие хеликоптерите не може да не ги приметите дека дошле и оставиле нешто. Така, селата се фигурира со граѓани. Едино што рачино го збориме се исели, па некој треба да размислува, чекај, некој се сели што да преземаме, нели? Не може народот. Ве гледат. Па мора да те гледа. Не те гледа баш ти како кај си, што си у моментот, ама некој оставил толку налети на хеликоптерот, оставил одредена бројка. Таа бројка има некоја цел што ме таму. Така да ние од озгора блокираме некои села и главнината се спушти позади калето. И така падна калето. Им доаѓаат од позади. Од позади. У меѓупростор, сигурно имате ти информации дека ќе биде жустрока работава и ние на калето фактички се остави без некое посебно. Љубе Бошковски ни прикажуваше тамо фрлени униформи со одредено објаснување, говорам се за 2001 година, со одредено објаснување дека тие преку ден се симнувале или преку ног се симнувале, а преку ден облекувале униформи и така натаму, дека биле еден дел војници, еден дел цивили, да речеме тамо на тето. Тоа постоеше. Постоеше тоа кога треба да се на позиција се униформа, кога тоа ќе се пресобличат као цивил не можете ништо и така натаму, значи тоа си постоеше. Ама сепак тоа е нивна територија. Кога говориме за хеликоптери и за авиони, они товар 99-та година што беше фрлен, што се сметаше дека е некој радиоактивен и така натаму. Во Липковско езеро. Да. Најдовте нешто, видовте? Па не знам тоа. Чисто да ја прашам. Па не, само знаеме како јас лично како човек знам како информација дека нешто е фрлен, некој контењер. Така. Што е тоа? Не знам. Во Волците имаше нуркачи. Наводно требало да биде искористен, па не искористен, па ниско летеле авионите или хеликоптерите. Сега може разни приказки. Дали нешто најдов? Знам дека ние имавме нуркачки тим во Волците, имаат и тигрите ден денеска кој што нивниот е поише искористен во поглед на тоа, пошто сепак граѓанскиот сектор го терат, нели, некој ќе се удави, па тоа е нивна работа. Така да волците воопшто нели биле такво нешто да нуркаат некаде, да бараат, дали е тоа или не, дали биле од МВР, тоа не може да кажам. Знаете, за вејце малце ме замисливте. Многу ни е полесно да прифатиме дека некој е предавник и предал и дека врз база на тоа се случил масакрот во Вејце. Не. А вие кажувате дека тоа е во основа наш организацијски пропуст. Во мене. И тешко е тоа да се прифати, знаете. Зошто тешко? Тешко е да не е тешко. Потешко е за просечниот македонец, е многу потешко да прифати дека не функционираме, дека Ама не треба народ да го лажеме. Па добро, ама тоа е потешко за прифатување. Зошто потешко? Полесно е да речете не предадоа, мајка ќе им расплачевме па странците, значи ние во тие ловачки приказни сакаме, а јас во овие емисии всушност сакам да им кажеме, дечки, не влеговме во центарот на Рачино, влеговме до почетокот. Дечки, нема предавство. Тоа не значи тоа значи дека ние сме зафркнале работата. Тоа не значи дека Рачиново
не можеше организацијски од друг аспект да се одработи. Па го зборам, не се акцијата планира денес за утре. Податоците што се случувало во Рачиново, некој треба да ги прати. Така. Може ли да анализираме Рачиново? Ајде да го завршиме, значи, тоа е бака, хоризонтално горе-доле поставено. Значи, од задната страна, нели, од планина, од скоро 2-3 планини, значи има македонски села на едната, албански села на другата страна, меѓутоа стариот пат од Скопје до Команово поминува ни за Рачиново. Ни средина. Цело време се говори тамо дека има лаборатории за производство на дрога, за производство на цигари и така натаму и така натаму. Мене, например, Данчо Штурков милеше нема шанса тамо да се прават цигари, тоа треба да, значи, после тоа сите овие што сум ги прашувал, дали имало некои лаборатории за дрога, дали е нешто најдено, дали се некои тамо тоа треба... никој не го потврди. Па дори ни Лјупчо Георгиевски реше нема шанса, ни Љубо Бошковски, ни началник на град, значи никој. Добро, у тоа време јас сум бил во армија, ингеренциите на армијата во тој дел немало, така да може само да слушам како обичен граѓанин. Од војнички аспект, тие се влезени внатре. Според тоа беа 2 автобуси или беа неколку автобуси, значи тие не беа повеќе од 100 луѓе. И 200 нека. Еве се, нека се и 200. Како велат, добро вкопани, со храна да издржат подолг временски период. Колку време е потребно, да речеме, да биде освоено такво село на 5 километри од Скопје, кај може со одредени рачни или со било какви други гранати да се гаѓа аеродромо, да се гаѓа делови на Скопје и така натаму. Колку е потребно со све од војнички аспект? Тоа село? Да. Па можеби 5.000 луѓе. Ви требат? Па требат. Колку ние имавме? Тогаш, тамо? Зависи дали армија или полиција. Тоа укупно не може да ви кажам, затоа што јас сум бил дел од волците. Волците. Вие колку бевте? 200, 300? Така. Дел на резервен армиски состав? Суштинскиот проблем, Васко, вие кои значи не бевме повеќе од 1000 до 1500. И да сме биле. Вие може да имате и 100.000 војска. Ако не ги добро организирате, вие може сите да ви погинат. Ако имате 5.000, ако имате добра организација, обученост, опременост, добар план, на база на приближно точни информации. Вие секојаш информацијата не може да каже 100%. 90% вика има. Бројка од 300 до 500 се уселува, така. Од прилike се вооружени со тоа, значи приближно информациите никогаш службите кои ќе ги дадат не може да бидат 100% точни, ама приближно да бидат. Претходно се прави тој план. Зошто? Еве јас од денешен аспект, можеби и тогаш. Јас никогаш не би влегувал од Скопје. Се извинам. Значи јас не велам дека мојата приказна и теза е точна. Туку само гласно размислувам. Значи не може некој да не процени дека во Рачиново ќе влезе. Тоа треба да го прашате друг. Не, тие што одлучувале. Ама не, ја не ве обвинувам вас, значи велам, значи не тоа мора да се процени, вие гледате дека тамо е дека Тоа е суштината на конфликтот. Они мора да влезат во некое место кај што ќе привлечат камери, внимание, што очигледно и они сака да заврши кризата со некаков мировен договор. Па добро тоа. А Рачиново е, нели? Мораме да сватиме дека тоа е контролиран конфликт. Апсолутно. Тоа ако го сватиме понатаму е полесно, али во тој контролиран. Сега знаете, господине Станковски, мене ми беше многу тешко кога во Брисел го снима Питер Фейт и Марк Лейти, тоа се главните играчи кои преговарат со едната со Питер Фейт, значи големиот играч на тамо што е, да не речеме ЦИА или да не речеме НАТО, така. Овој кој велат уште една година да се војуваше немаше се влезе, не беа начнати, значи тие го кажат. Јас претпоставам дека не се во право, но немаме доволно аргументи врз база бидејќи прекина конфликтот, што можеме да му можам навивачки тој да речи партизани, да речам Црвена звезда или обратно. Те има проценка дека не уште една година, но уште извесен период да траело, можело само да се направи грозни, да биде уништено селото, но да не се влези внатре. Вие што мислите? Па ако они така го велат, веројатно така и ќе биде. Ама са вие кажете се. Кажете, вие сте викнати да проценка. Не, ама ние вие Бродец влеговте. Не, ние тоа со добра план, со добра 6 години после тоа влеговте во Бродец. Да. Еве сте освоиле Тетовско кале. Да. Како вие беа воделе Рачиново битката? Па зошто ја прво не би напаѓал главниот дел од Скопје према ова. Прво би се блокирал тој од селото. Би се блокирало на многу места. Од бензинската пумпа надоле. Ја не би ишол во тој дел. Па ние ако идеме во Рачиново. Тамо ве чекат. Па не само тоа, ти треба да идеш нагоре. Кој е изнад тебе? Тој е позицијски подобар.
Така? Така е. Зошто некој кога се иселува луѓето, некој не проценил. Вика, се иселува така. И вика, нешто овдека се случува. Добро. Што треба да правиме? Пак уперувам прст према некој горе. Така е. Што ја гледа целата работа. Антонио само добил задача да влезеш, ама од тука вика ќе влезеш. Така е планот на поисок. Ви имате оперативна зона, вие мора да делувате во таа оперативна зона, така е. И таму и беше војска. Ја вас не во обидно. Пази, таму е војска и полиција. Тука има добра координација. Мора да биде добра координација. Врските, системите. Не може ние да работиме на еден канал, вие на друг и да не се слушаме и таму од страна кога влегува полициски некои структури, ние тогаш се гледаме со нив. Не може така. Значи, затоа планот се прави уназад на база, на промена, само момент. Кој можел да прифати 3 дена? Во таква Па не знам сега. Во таква некоординација. Пак на некој на високо ниво. Не, во таква некоординација, како може 3 дена да влезете? Не може 3 дена, али ако веќе со иселување на луѓето, нешто овде ќе се случува, бидејќи Скопје главен град, ќе треба да се стави до еден степен на опасност. Добро. Војската со одредени, затоа зборам оние единици што се во втор ред, ќе се постават на места околу цела и ќе ја контролираме со наблюдување целата ситуација и внатре и околу и ако сака некој внатре, ако сака некој надвор. Ја би играл со позиции. Ја ќе пуштам можеби некои транспортери да влегуваат кај што влегуваме од Скопскиот дел. А зашто не би направил блицкриг од кумановската страна? Јас кога е Рачиново. Не, зашто не би направил? Кога е битката во Рачиново, имаме интервју со Небојша Павковиќ. Тогаш е началник на генералштаб на војската на СР Југославија. И додека ние снимаме, тогаш го снимам Војслав Шешел, го снимам Небојша Павковиќ, ше 2 интервјуа во Белград Прам, на Сител телевизија ми оди емисијата. И додека ние снимаме, јавува дека има битка во Рачиново. И веројатно он ги добива тие информации, пиеме некое кафе, завршува. Мислам дека тогаш беше на Топчедре, значи не им беше генералштабот, веројатно беше бомбардиран во центарот на Белград, знам дека на Топчедре некада снимавме. Веднаш после канцеларијата него имаше трева, тука пиеме некое кафе, му стигна некои информации, вели во Рачиново само специјалци можат, како велат, под превезот на нокта. И само елиминираш. То така се решава. Фронтално вика тоа ќе е многу, тоа е негова проценка, не велам дека е точна, само кажам што тоа во интервју беше кажано. Добро, треба голема бројка. Ради ширината на селото и големината и квадратурата на селото. Али пак ќе го зборам. Правиш блокада. Осматрашници, се случува што се случува внатре. Ти ги гледаш. Имаш ти висови на Рачиново, што може да се поставиш ти да бидеш од озгора. И ја би правил тука игра, тоа е пак игра, војната игра, така. Вие кај сте, во кој дел на Рачиново? Па ние влеговме со транспортерите од Синјелич во Рачиново. Да. Јас би играл да се влезе. И до каде застанувате? До стадионот на Шкендија? После тоа и се распоредиме лево во куќите. Во лево во куќите. И сега, каналот е над нас. Колку време сте таму? Па таму цел ден останавме од забајлето, тоа траеше до вечерта, после се повлекоме, се гаѓаше и се пушкарате. Да. Вие што пукате? Да. Вие што користите? БТР? Добро, имаше и БТР и наше пешадиско вооружување што беше наши изоли и РПГ и се што. Бе погодија ли овие наши хеликоптери и авиони? Па тоа е пак ќе се навртам на стратегијата. Ако веќе ти настапуваш, направиш блокада, имаш артилериска поддршка, Ке загиневте од нив? Таму се случи рикошет, ваму кај што загина еден од полицајците. И тоа е нормално кога ти имаш распоредено сили низ во округот на ова да нешто се случи. Али ви имате авиони, имате хеликоптери, имате тешки вооружувања, имате артилерија. Правите артилериска подготовка. Така, со фугасни гранати, ги вадиш од ровоите, тие информации може да ги добиеш од претходни изведувања кои ќе направите обиколка нова, направите одредени жртви, правите со позиции од Кумановскиот дел дека ќе правите напад, со тоа што вие, ако веќе биле на некоја бројка, а таму на некој начин нема стационирани некои сили на врвот према Куманово кога се оди, од таму они мора, ако сакаат да го бранат, ако некој не ја прекине борбата. Од таа страна имате од оние гробишта горе од. Значи, истоварате луѓе со добра координација, без добар план и добра координација меѓу структурите на армијата и полицијата немате успех. Овие наши шампиони влегува во Белви.
Тамо на оне горниот спрат на Белви, па со добро, таму па со двогледи, па со дурбини, па гледат, уште коктелче малце да замесат, да направат. Тоа пак не е некое комадно место, хотел кај што вие рачиново вака го гледате можеби од дужина и не знаете позади ова куќе што се случува. Значи нашите стратези, ние сме биле оперативци на терен, нашите стратези кога тоа го планирале, можеби дел од нашите структури подоле да не искуте, дали ова може да го направите, дали ова, дали да се придете но ќе да се префрлиме на некои групи околу и така натаму. Советник за безбедност на Трајковски беше Никола Димитров, после Стео Пендаровски. Какви стратези говорите ви? И па некој ги земал. Да им бидат советници. Некој ги земал. Да. Така да, пак не го гледам неуспехот на 2001. Ние сочувавме државата, некој сакал да се подпише договор, се подпиша. Ко ви рекоа се повлекуваме од Рачиново, ви олесно или бевте бесни? Не, поише бесни зошто? Затоа што викаме па ни утре пак треба влеземе. Па влеговте, ги извадија со автобуси, влеговте после на готово тамо. Така да, кога веќе си на... Ко русите у Берлин шо влегува, вие у Рачиново влегувате. Кога веќе си на територија таму, нели, полесно влегуваш, ти си најранив кога доаѓаш или кога се извлекуваш. Кога се извлекуваш, ти сепак грбот ти е свртен, без обзира кој те обезбедува, нели? Сепак можеш да се... Имаше бели знамења, што вика Љубе Бошковски? Мислам дека не. Мислите не? Не, па мислам не сум ги видел, па затоа тоа што зборат имало. Тие се тие ловечки приказни. Васко, некој сакал така да заврши. Сега можеле да направиме подобар успех, нели, да направиме поголема штета на другата страна, па да имаме поголем авторитет. Како сме поискусни, всушност сваќаме дека све било режирано. Од распад на СФР Југославија, од војна 99. Ама од кога е тоа планирано? Значи од 50 година. Значи и полека сваќаме и викаме добро. До кога? И не е проблем што е тоа режирано, проблем е што ни една поука не се извлекува. Вие сте волци, специјални единици. Има милион приказни. Ги има потврдено едната и втората страна. Дека Владо Бучковски, екипата на Владо Бучковски, тогаш кој е начело на Министерството за одбрана, говорам 2001 година, има неколку тајни средби со Али Ахмети во Шипковица. Не знам. Волците го обезбедуваат тој терен, бидејќи сега не знам, кој период? 2001 година. Не. Не мора да е Миле Зечевич, ама некој Миле Зечевич од кабинетот на Владо Бучковски треба од Скопје да оди во Шиповица. Ако го правила полицијата. Ако го правила. Полицијата или ОПСЕ? Не знам. Не било тоа у наши ингеренции. Значи, волците не се вклучени? Не се вклучени во тие тајни средби, тајни? Не. Повеќе полицијата, пошто сепак тоа е внатрешен дел. Ние ако нешто било на граница да се случува нешто што треба или не треба, али не сме биле уклучени. Горан Стојков го имал на Ниша Али Ахмети, така вели во интервјуто во мисијата во Центар. Вие кога прв пат слушате за Али Ахмети? Кога најден го вада со книга или претходно се слуша вака во вашите некој Али Ахмети постои? Ја мислам дека можеби при крајот на војната и после тоа кога требаше и коалиции да се прават и подпишување на договорите, тогаш може да се слуша. Ја лично сум слушал телевизија Али Ахмети кој се тој. Нели? И завршил војната 2001, се случува во меѓувреме и Карпалак, па се случува, не знам, и битката на Радуша, а вие имате некоја најкритична фаза во битката во Липковскиот дел. Отлја, Слупчене, нели, тие, тој дел. Да, таму ја Радуша не сум бил, не може да зборам за Радуша, ваму да Слупчене. Дела дека во тој Кумановско-Липковски дел е всушност вистинско, хајде да речеме, со линија на фронт, со линија на војни дејства и така натаму и од нашиот нивна страна. Па добро, Куманово е раскрсница, затоа и 2015 па и таму пак се случи нешто, ставно се сечат коридорите. Кој е оџата од Отлија, нели, од Слупчене оџата, нели за него имаше милион приказни дека тој е главен таму во тој Слупчански регион, дека и кој сака да влезе, кој сака да излезе, мора со нив да се договара. Али во кој период? Војната 2001. Па добро, ние не сме влезли во Слупчене. Што најдовте таму? Во Слупчене се влезе после тоа. После тоа. Значи време на војната не се влезе. Што се најде? Па не знам, тоа пак е работа на полицијата. Добро, ајде, вие сте биле на терен, така оперативци. Првата приказна има муџахедини. Мислам дека има. Али колкава бројка и од каде не. Знам дека имаше турци. Второ дека имало турци. Турци да, само за тоа може да кажам.
платени, значи како платеници или Па како веројатно не сме ги доброволци? видели, али према одредени озборени од еден рит на друг по гласови, ДИКАТ е турски збор. Внимание, кога гаѓа, значи тоа го потребува, веројатно, што едниот вика, веројатно да предупреди некој друг, што знае турски, и веројатно имало. По тоа само може јас лично да кажам и тие луѓе што можеби тоа успешно. Трето велат многу од припадниците на УЧК кои 99-та година војуваат Косово, во најголем дел се во Липковскиот крај, или граничи со Косово, лесно влегуваат, лесно излегуваат, но и покажуваат, за разлика велат од Калето или некои други локалитети, покажуваат еден висок степен на фанатизам во борбите во војувањето. Не знам по што го тоа карактеризира дека е фанатизам, по која задача. Така, Ако веќе е за нив фанатизам кај што направиле Не, злосторство, говорам за ова, нели во Липковскиот дел. пак е организацијскиот проблем. Ја, например, Васко, ако тогаш стратешки сум размислувал, ја не, можеби ќе се отвореше фронт на истиот тој, пошто некој друг ти го отвара фронтот, нели? И ќе постоеше фронтот. Зошто не се тргна од една страна или од друга да се анулираат главните точки со добра координација на армиски и полициските сили. Едно село, блокада, па друго, па трето, не може да се Па доаѓа Љубе Бочковски, Лјупче Георгиевски, па ги извлекува, па се пролонгира акции, па наредниот ден, па понаредниот, па не е безбедно, па безбедно и така Но добро видите сега, правите требаш некоја активност, нели, за таму некој што погина луѓето на 7 ноември 2001 фактички, кога веќе војната заврши. Не може вие како министар, не кривам никого, не е битно дали е Антонио, дали е Васко, вие тоа да го најавувате на телевизија, да тоа сега ние одиме и ќе правиме. Директен пренос да правите. Не може така, вие ги ставате во опасности и луѓе што треба да идат таму. Па тој некој таму на тој дел нема да те чека како на свадба, без обзира кој да е. Можеби ќе нема ништо, ама во дадена ситуација, пошто уште беше тоа војна трае, не трае, договор потпишан, веќе имаше некој пак, нели, тоа беше ноември месец, договорот нели се потпиша во август. Ранковен. Така да не може вие политички пиар да правите на база на оперативци кои си го жртвува животот. На крај погина луѓе. А зошто? Тоа веќе ако се прави, еве на пример може да кажеме за Бродец, тоа се прави тајност. И кога веќе ќе се заврши работата, ние после може да збориме 3 дена. Ама не може вие сега ќе ги праќате специјалци, ќе одиме таму да испитаме ова или да испитаме ова, не кривам пак никого. Тоа е таа организација. Не може така. Не може така. Пак зборам, од 92 година, добрите конекции организацијски способни меѓу министерствата, бидејќи утре, 2001, па и Бродец, па и Диво Населје, покажат дека армијата и полицијата имаат потреба на делување, меѓусобно. Како? Има тука многу точки кои треба да се завршат во релаксирачко време во процес на обука и подготовка на единиците за дадена ситуација. Ние тој ден денеска не го правиме. Она што го почна па ме прекина околу дисбалансите на привилегиите што ги имаат некои во државата, генерално што према едни даваат, други према некого повеќе взимаат и така. Тоа мора да се седне на маса. Тука може да зборам 3 дена. Не, ќе збориме за ова што е важно за Па привилегии. да, тоа е стратегија утре од тоа. Кога ќе се вклучите у политика, Не, кога ќе се политика, вклучите у како политика, ќе политика? збориме за привилегии, Не, за све, ќе видите Не, кod затоа Димитар што- Апасиев, кod Димитар Апасиев и Колевица, тие за привилегии. Да, Зборат, вие види, тука за Васко, војна, за да, ама збориме, командо, ама на за- крај кој гине? Вие сте Затоа го збориме Јас ова бе- да им докажеме на овие што Добро. се над нас, што ја вода државата, што ги вода системите, што ги вода на стратешко добро ниво. рековте неќете Путин да видите, се Па не, прашам, неќам. дали сакате Ама, да се вклучите како Не, безбедни? ние можеме да дадеме практичен дел што сме го осетиле, а можело подобро. Добро. 2001 година. Кој го обезбедува Борис Трајковски? 2001 веројатно МВР нели на почетокот, а баш после Танушевци, таму февруар, март, пред да Калето има проблем, нели, кога колегите од МВР беа начекани, падна наредба да се пратат од волците екипи, односно припадници, да го обезбедуваат. Што на нас у тој момент не ни се допаѓаше како единица, во кој аспект, затоа што 3-40 луѓе во тоа време, кога беше најкритично, не ги зема на некој начин да го обезбедуваат председателот.
толку 30-40 луѓе се. Така, од 30 до 40. Вилата горе председател. Па и личното обезбедување. Лично обезбедување. Лично. Тоа Кецко може најдобро да го потврди. Командно место. Па, сепак он е врховен командант, нели? И по таа линија врзан со армијата, најповеќе верувале на волците затоа што таа веќе единица 7-8 години е крајно професионална, се докажала можеби предходно пред војната затегнала и некој кажува одлучил да ги Зашто бе прашувам? И не беше тоа добро за нас затоа што ни земаа луѓе кои што биле во некој систем на командување, некои командирчиња, да кажеме, ама сепак тоа беа и од првите генерации 94-95 година што отидоа таму и ние ги како бројка ги изгубивме до крајот на војната да не можеме да ги контролираме. На пример, после Рачинова се случува еден обид, некој ќе дефинира државен удар, некој изблик, израз на незадоволство и така натаму. Прво ке народот, кај незадоволниот народ се наоѓа едно големо количество на оружје. Значи, тоа оружје не може да се земи од полициските магазини, веројатно тоа оружје земено од некои воени магазини или стигнало до нив, или резервисти. Па добро, министерството ако се договориле, веројатно тоа е направено. Резервисти, така натаму и така натаму. Па има еден обид за политичко искористување на целиот тој процес. Не знам, и колешката Велиновска и колегата покојни Никола Младенов и некои други почнуваат да вртат, да лобират, да се јават кај одредени политичари, црковни лица, не знам, дедо Стефан, дедо Михаил, па дури Никодин Царкњас од Егејска Македонија, Киро Глигоров и така натаму, да се излези пред масата на бранот на незадоволство. Киро Глигоров не му истекол мандатот 99 година, да се спречи, нели, како тие веле капитулација на Република Македонија. И тогаш Златко Кецко, како шеф на обезбедување на Борис Рајковски, пред 5 години, 6 во интервју во оваа емисија, можеби 8 години веќе помина, вели дека имало обид за атентат на врховниот командант Борис Рајковски. Дека го разделуваат од неговото семејство, едни одат Струмица, други го носат командно место, па го носат на второ место, па не знам во црквата или како во храмот во Струмица и така натаму. Вие како волци имавте индици дека се подготвува атентат на председател врховен командант? Дали била кренато на високо ниво безбедността алармирано и така натаму? Не, можеби ако некој знаел такво нешто, ако има, можеби командантите знаеле, можеби, али не верувам, пошто сепак тоа е малку полиска работа. Како вие би го дефинирале тоа, како обид за државен? Па не знам ја тоа сега, дали воопшто и бил? Не, влегување во парламент, да речеме, на таа вооружена маса, бесна, незадоволна, фрустрирана. Зошто па тоа се случуваше, имаше некои демонстрации пред собрание и за време на кризата. На тоа мислев. Така, добро. На тоа мислев. Добро сега. Политиката не сме да дозволи народот сам да одлучува. Вие народот, како децата дома, ако ги запослите, нема да прават беља. Вие народот ја брани државата. Ние за време на кризата. Тек тогаш се ревидира одредени спискови на резервисти. Како тоа? Кого да викаме? Кај? Луѓе починати у списковите ги нема. Или ги има, го викате, пошто тоа го знам, не се случувало која е ерновна бројка, ама вика, па човекот почина. Значи, ние, тој сектор на мобилизација на резервисти и нивна обука и држење во кондиција, ние го имаме испуштено од 92 до 2001. Пак среќа што тие луѓе се свежи по 40-35-6 години што дошле од ИНА, па имаат одредено знаење, искуство и младост, ипак тоа е релативно млад, 35-40 години може да даде за државата, ама ние добро не ги организиравме. Еве што се случува во армијата. Резервистите имаа поголема плата од офицерите. Пази, резервиста еден што си го зема од дома. Викаме студенти за конзерви, ама не може така. Војска и армија за плати. Ама не јас може сум така. тука да разговараме за суштински работи, кај е потврлено, што е потврлено, имало ли предавства, неспособност на државен, на политички, на воен врх, на полицейски. Тоа е некои пропусти на државата. Тоа е пропуст на државата да вие немате ревидирано све, на време да ги викате луѓе да се држат во кондиција. И вие сега волците ќе идат во Тетово или некој од Паланка иде во Тетово, а у Тетово имате некуп македонци, ако збориме албанци македонци. Добро, господин Станковски. Кои се обуки ги имате поминато?
Па и во болци, па и во Па добро, полициски ние имаме и специјални. диверзантски обуки. Тоа го на некој начин добро го усавршиме кога бевме 3 месеци на командо курс по сите стандарди, значи во Турска. 24-ца, после турците екипи доаѓа и пред кризата и после тоа се продолжуваше со такви обуки во тука кај нас во Македонија. Падобранство, одредени луѓе беа нуркачени сите, значи. Значи Турција имате поминато обуки. Да, таму и 4 месеци бев. Со зелени беретки имавме на Козле 96-та година, цел месец. Од Америка дојдоа инструктори со зелени беретки. Имаме обука еден месец тука во Македонија. Теоретската обука во Каса на Козле, кај што падна хеликоптерот од Босна што се враќаше во тој регион Катланово. Значи со денови ќе не исфрлат на едно место на друго. Значи и се правеше со позиции. И зашто сте специјализиран, на пример? Јас сега? Да. Па добро, јас сум го тоа поминал, тоа што требало кога се делувало оперативно. А кога веќе идеш на повисоки функции... Зашто што ви е специјалност, да речеме, не знам, оружје, не знам, експлозив, не знам, урбано војување, антитерористичко. Командите структури не се... Не, дека сте биле специјалец. Па добро, јас сум бил командир на ВОД, на пример. Командир на ВОД, тоа се 30 на луѓе. Или кога сум командир на чета. Тие специјалности, да кажеме, со одредени уреди за врскари, за експлозиви, минско-експлозивни средства, со нуркање на друго, тие ги обувуваат по ниските слоеви. Ние раководиме со нив. Вас не ви треба командантот. Добро, сега кога прашам, на пример. Експлозивот што е користен во атентатот на Глигоров, не велам сте вие, не велам дека се наши, не велам дека е војска, не велам како модел. Многу ми навела дека таа експлозивна направа одговара на начин на кој функционираат легија на странци во Франција. Елем тик на полуга, шихри и така натаму, кои гейлери се распространуваат врз база на кинетичка и било каква друга енергија. Експерти во тоа прават. Добро, вие како Не може да кажеме ако не сум експерт. Минерите, инженерците во армија кои се бават со такви работи. Тоа е направено да го убие или да го заплаши според вас? Па не може да кажем јас. Тој што го правил, што го направил го ранија, веројатно имал намера можеби да го убие. Али експлозивот, како, што, на кој начин, тоа е веќе уска специјалност за минско-експлозивни средства. Тоа се луѓе кои се бават само со таа работа. И ке нас? Треба да има. Инженерците, да кажеме, во армијата, многу ми навела дека овие што се во Босна и Херцеговина, може да го дадат тој семеј. Што биле во војната во Босна и Херцеговина, дека тие се специјализирани за тоа. Дека овие главните снайперисти доаѓаат од таму, од 63-та Падобранско десантна единица. Тоа се одредени луѓе во одредена единица кои би се бавеле со тоа. Тоа командантот не го знае тоа. Ти на пример си командант, ти треба да оди некој во Америка или не е битно каде во Турска на обука, вика зошто е обуката за тоа. Добро, имаме по систематизација, ни треба таков човек, нели да имаме. Оди тој можеби војник, професионален војник кој ќе се обучи за тоа. Затоа, она што на почетокот што го збореме за сила. Ние веќе имаме луѓе многу обучени за многу работи, кои што не ги користи системот. Добро. Не ги користи системот. Преку ова би сакале не да се наметнеме политички, кој што, нели, така можеби некој ќе го свати. Не, утре, во последните неколку години, ева ја ќе ти кажам, околу 3-4 000 луѓе од МВР заминаа во пензија, меѓу кои исто толкава бројка можеби од армијата. Знаете колкав е тоа кадар од стручен аспект, а не е доволно пренесено во системите од кои излегле во пензија. Ние со нашето здружение во иднина, не само овој патриотски дел, нели да се вратиме фамилиите, да ги спочитаме и така натаму. Ние ако има потреба државата, имаме ние и некои пилоти кои ќе завршат во пензија, утре може ќе притреба. А ја верувам дека некој ќе го заборави кој е тој. А зошто да не го викате и за некој си тренаж, да биде и тој во кондиција, пошто вие не знаете утре тој пилот сте го обучувале, а го немате, па ние пред година дена кога имаше... Како и каше друго ратито се подготвуваме како утре да биде војна и како да биде 100 години мир, значи во исто време. Ама баравме ли кога беше пожарите, пилотите кај ни се... Баравме. Па значи не знаеме. Ги вадевме од пензија и... Ама не знаевме. Не знаеме, па викаш каде е отишол во странство. Вие имате еден куп механичари во РВИП во армијата, кои се екстра, кои одат да работат по други мисии, Албанија, Грчка. Вие го спасувате Стојанче Ангелов во Рачиново? Па таму беше ранет, не ја лично, него од кај нас луѓето, што сепак БТР-ите се возило кои дава заштита. Значи тој е ранет и со помош на БТР-ите го излекувате. И успева да преживее. Па преживеа човекот, да.
Ова беше емисијата во Центар, првиот дел на интервјуто со Антонио Станковски. Ако ви се допадна овој прв дел на интервјуто, да ми верувате, секој вторите дели на интервјута се многу подобри. Вториот дел Бродец, па Диво населје, па Смилковско езеро, се она што ви интересирало, што сте се поставувале самите одредени прашања, сте немале одговори, тие одговори ќе добиете во наредниот дел на интервјуто или недела 22 часот. До недела 22 часот и до вторник 22 часот и 30 минути кога се вонредните политички анализи, пријатно вечер Македонија, каде да си.